председателе, почитувани колеги, почитуван заменик министер, почитувана јавност. Ценам дека најнапред треба да укажеме неколку кратки општи информации што требаше да ги знаеме, но очигледно со расправата по вториот амандман некако застране, па еве да се потсетиме. Денес дискутираме прв ден од амандманската расправа по буџетот, предлог буџетот за 2023 година. 5,3 милиарди евра, 590 милиони евра поголем од тој од претходната година, за кој што исто така рековме дека е премногу голем. И буџет за кој што сметаме дека е нереален. Буџет кој што треба да ги решава проблемите, а не да создава нови. И него велиме тоа напусто. Бидејќи овие дискусии претходно што ги слушнавме од представниците на мнозинството и заменик министерот не ставија во дилема дали дискутираме или се однесува расправата за истата работа. Дали сте во криза воопшто или не сте во криза, бидејќи тоа е најчесто користениот збор и фраза на представниците на власта во малтене секоја една дискусија на нашето присуство во парламентот. Дали ние се движиме во насока на излез од кризата или на продлабочување на истата? Дали имаме рекордна инфлација за која што не пишуваат сите регионални, па веќе и светски медиуми, дека предичиме неславни рекордери со инфлација во регионот, или не? Дали рушиме рекорди и со порастот на цените на храната? 30, 35, просечното 30%. Страшни бројки. Страшни бројки за ние да се однесуваме неодговорно и да тврдиме овде дека било нешто политиканство или некој сака да има политички поени со тоа што имаме предлог 200 амандмани на овој буџет. Во општата расправа кажавме што не ни се допаѓа на буџетот. И исто така укажавме дека овие 200 амандмани се дел на нашиот допринос како да подобриме ситуацијата која што не е добра. И во кој што укажавме дека на овој начин само ќе продлабочиме кризата, како што тргнала владата. Нема да ги читам сите мерки една по една, но овој амандман е еден од пакетот на мерките за кои што ги кажавме. И неколку пати претходно го укажуваме. 6 пати поднесувавме предлог за измена на законот за акцизи. 6 пати. И сега, ако инфлацијата генерира проблем на конкурентноста на фирмите, ако инфлацијата и оваа криза сериозно ја намалува куповната моќ на граѓаните, ако кризата и инфлацијата сериозно ги осиромашува и граѓаните и фирмите, им прави проблеми во нивното секојдневно живење, во нивното секојдневно работење, дали ние треба да ги продлабочуваме истите? Поголем буџет тоа значи. Зошто? Бидејќи основните мерки за антиинфлаторни се како се повлечат средствата на пари од оптек. Народната банка, иако со задоцнување, веќе реагираше. Каматните стапки ги подигна, уште ќе растат. Бидејќи немаме координираност по фискалната и монетарната власт. За жал, тоа и понатаму трае. Зошто? Бидејќи владата сака полн буџет и да троши неконтролирано. И тоа нужно ќе предизвикува оваа криза да тече понатаму. Последиците да бидат уште поголеми, народот уште посиромашен. Од тука, овој амандман со кој што се предвидува намалени приходи на нивото на намалување на акцизата за горивата и течниот газ, за горивата за 50%, за течниот газ за 100%, може би е најдобрата антиинфлаторна мерка што може да некој да ја понуди во моментов на владата. И затоа би ве замолил добро да размислите пред да отфрлите бланко, бидејќи само тоа што доаѓа од редовите на опозицијата, бидејќи другите мерки на владата не функционираат. Јас се сложувам да направиме компарација на секоја една дискусија од оваа говорница на ова тело при Собранието на Република Македонија во изминатава година дена. И да видиме колку пати има уверување од страна на представниците на власта дека со оваа мерка ќе бидат решени проблемите, а проблемите станува поголеми. И тоа така во низа.
Исто така сум сpreмен да направиме и компаративна анализа на предлозите од страна на опозицијата. Тие што беа прифатени, ниту еднаш не се сгреши. Ефектите дојдоа во релативно краток или веднаш инстант период. Нема сгрешите неповторно и за овој предлог. Ово е еден од 200 амандмани, се точно за изведба, но генерално се 10 директно насочени кон ублажување на последиците на кризата. Бидејќи очигледно владата нема намера да се справи. На владата и одговара да тече инфлацијата, можеби налудничаво, но има серија на експерти кои што подетално сега немаме време тоа да го подобјасниме. Во кратки црти им се намалуваат долговите. Тие собираат повеќе, трошат повеќе, нивните интереси се задоволуваат на сметка директно на граѓаните на фирмите. Доколку некој има дилема дали е оправдан амандманот за намалување на акцизите, тогаш ве молам само проверите првата можност информација добиде колку билет автобуски или проверите од такси превозот. Дали има потреба сега да објаснуваме каква е рефлексијата на транспортните трошоци врз финалните производи? Дали треба да укажуваме дека доколку им оставиме простор на компаниите и тие средства што сега ги даваат на оној фиксен износ на акциза за кој што ги проектира владата, дали нема да се зголеми нивната конкурентност, што е основниот проблем во овој момент што го имаат фирмите на пазарот. Дали вие сакате конечно, запрашајте се, да помогнеме на фирмите и на граѓаните или да им одмогнеме? Тоа е суштинското прашање. Немате оправдание. Имаше една дискусија што имаше еден представник на власта преска, каде што рече тие средства се потребни за да функционираат институциите на државата. Тогаш логичното прашање е што се случуваше до сега? И со овие мегаломански буџети од претходно. Да, знаеме дека не функционира, ама не функционира ради корупцијата, не ради недостатокот на средства. Не ради недостатокот на средства, ради вертикална и хоризонтална поставеност на институциите и оние кадри што ги водат истите. Овие работи со акцизава, со овој амандман што ги предлагаме, заедно комбинирано со пакетот за енергетски облажување на кризата, дефинитивно можеби побрзо ќе помогнат од било која мерка што е во најава или во делот на на владата кој што не функционира сега и во делот на индустријското производство. Дали можеби се запрашавте откако 6 пати го одбивте предлогот, а сега гледаме дека имате намера и овој предлог за амандман за буџетот да го одбиете, доколку го прифативте дека можеби падот на индустријското производство во септември немаше да биде толку катастрофален. Дали можеби некој пресмета од владата или од министерството колку пари и мерки биле потребни да се подигне индустријското производство на процент или 2, да сега имаме драстичен ваков пат. Колку тоа не чини? Колку чекори назад направивме со истото? Јас навистина не знам зошто вака упорно се одбива да се одбива вистината. Бидејќи, пазете, да говориме за ситуација што е за месец или 2 во ред. Ќе имаме две спротивставени мислења, можеби ќе тежи едното повеќе, другото помалку. Во овој период од континуирани кризи, од повеќе години, и каде што едното упорно не дава резултати, владењето на владата, упорно правиме чекори назад, упорно се уназадуваме како држава, во нејзиниот развој, во начинот на функционирање и така натаму, упорно се одбива да се прифатат некои очигледни предлози кои што даваат на други држави здрави резултати, кои што помогнаа во земите во нашето обкружување или поблиску или пошироко да се извлечат од кризата со помали последици. Кај нас тоа не е случај. И навистина не можам да ги разбирам до кога и што е тоа, каков е тој синдром што има порив оваа власт за самоуништување. Ви благодарам.